Добар ден, почитувани гледачи. Некаде сме на самиот крај од првата недела од предизборната кампања за локалните избори 2021 година. ТВМ телевизија продолжува со реализација на оние емисии во кои што вршиме бесплатно представување на носителите на советничките листи, како и на кандидатите за градоначалници за овие локални избори. Оваа недела завршуваме со реализацијата на емисиите со господинот Науме Јовановски од коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од понеделник имаме нови гости. Да си започнеме со разговорот. Добре дојде во ТВМ телевизија. Науме, како сте? Ви благодарам на прашањето и на поканата. Одлично. Така. Да си започнеме со разговоров, Јовановски, како и за изборите, парламентарните избори 2020 година, и овие избори поминуваат во знакот на пандемијата. Пошто ќе биде оваа изборна кампања специфична, од една страна, од друга страна, која ви е целната група, онај таргет кон кого ја имате насочено самата изборна кампања, кога станува збор за гласачкото тело во нашата држава? Точно така, кампањата е во време на исклучително тешки услови на пандемија, со тоа и одговорноста кон граѓаните ни е уште поголема. Максимално ги почитуваме сите мерки за заштита и во најголем случај настаните ги држиме на отворен простор. Кампањата се води во фер и демократска атмосфера, барем до овој момент, се надевам и така ќе продолжи, а таргет група нормално ни се сите граѓани од сите категории на град Охрид. Посебен акцент нормално ќе ни бидат младите, зашто тука е и нината и просперитетот во нашиот град. Така. Во 21 век и не знам колку кампањи зад нас и на овие избори слушаме ветувања за реализација на проекти кои што се поврзани со инсталација на канализациони мрежи, за стабилно водоснабдување, потоа имаме санација, реконструкција, асфалтирање на патишта и улици. Меѓутоа, пошто се разликува вашата визија од овој начин на работа, барем кога станува збор за подобрување на оние основни услови за животот на охриѓани? Иако звучи чудно што и во 21 век се занимаваме ние со едни вакви поголеми проблеми, од друга страна тоа е сосем па и логично. Насекаде во светот се прават инфраструктурни зафати од овој тип. Мора да се одржува и обновува и водоводната, и канализационата, и патната мрежа. Во таа насока ние се разликуваме. Градоначалникот наш Константин Георгиевски во својот 2-годишен мандат направи многу повеќе од било кој претходно, а само ќе ги споменам на кратко. Реконструкцијата на 7 ноември комплетно со фекална атмосферска канализација и асфалтирање. Аба Семин, која што ради спецификите, досега никој не ја реализираше, таа беше улица ја ветува, сите буквално ја ама таа е улица и толку специфична, немаше, мислам дека една од ретките улици за кои што нема и подземен катастар, па дотолку беше комплициран. Точно, така и никој не се нафаќаше во овие изминати 30 години, јас сум па и сведок на долг период, значи во овие 30 години, 91 време сум во политиката, ги наследив и Благоја Силјановски, и Пашата, и Никола Попчето, и градоначалникот. Сите беше Аба Семин. Така е, на сите беа ветувања и ние сме благодарни и сме горди на Константин Георгиевски, на нашиот градоначалник. Тука мора да ги спомнам и сите оние проекти кои што ќе следат во наредниот 4-годишен период. Значи, за да не ја забораваме Јане Сандански, која е веќе овие денес веќе е во завршна фаза, така, која е една од нашите главни артерии. Исто така ќе се прави и улиците ќе се прават партизанска, македонски просветители, а да не ги спомнувам па и помалите и споредни улици кои ќе беа заборавени од сите досега претходници. Така. Ајде малку да проговориме за локалниот економски развој, нешто претпоставувам дека охриѓани најмногу ги интересира. Нема Охрид тешка индустрија, да се разбериме, малите и средните предпријатија се она што ја движи економијата во нашиот град, угостителството, занаетчиството, туризмот. Кои се вашите визии за унапредување на овие дејности, стопански дејности на локално ниво? Добро, јас имам многу подруги визии, меѓутоа јас се вклучи во политикава сега во последниве 2 месеци и сепак ќе
ќе разговараме на теми кои што се веќе во програмата влезени во наредниот 4-годишен период. Јас само на кратко ќе кажам, она што на срце ми лежи, тоа е Охрид дека е повеќе од само град. Охрид е 3000 години историја, култура, традиција, со еден збор, Охрид е мојот, твојот, нашиот живот. Охрид е цивилизацијско наследство, национална гордост и сепак голема локална одговорност. Нашата визија за Охрид е, како и што спомена градоначалникот во повеќе наврати и на своите дебати, да направиме 365 дена дестинација, проект 365 дена можности за сите. Се ова е развоен концепт кој што ќе донесе развој па на сите гранки во нашата општина и несомнено ќе отвори шанса младите генерации да размислуваат да создадат услови и свое место во нашето општество, наместо каде побрзо да заминат. Така, ајде да зборуваме за нешто што ви е малку поблиско, малку повеќе поблиско, да зборуваме малку повеќе за туризмот и за тоа каква визија имате и како мислите дека оваа стопанска гранка која е носител на стопанскиот развој во нашиот град, барем по оние локални параметри треба да се развива. Каков имидж треба Охрид да градиме? Да, ние од кампања до кампања, дали да бидеме да се занимаваме со масовен туризам, дали да се занимаваме со елитен туризам, дали да останеме она што почнавме и некако можеме да кажем со успех до некаде, меѓутоа и пак тука нема некој голем прилив да видиме дел од оние големи туристички тури. Ама работата е да ни останат подолго време туристите тука и да имаме малку поголема вонпансионска потрошувачка. Знаете и самите, работите во тој сектор. Така е, долго е прашањето дали ние сакаме елитен или сакаме масовен туризам, кој така, како го сваќа сето. Ова јас само можам да кажам, пошто последниве 2 години имаше услови на пандемија, Така. кој како се снајде, ние како луѓе затекнати точно во оваа гранка, бевме едни од најпогодените. Јас сум човек кој што пред се секираше за своите вработени, да ги задржиме работните места, меѓутоа од приватен аспект и од личен аспект, затоа што сметам дека ако нема задоволни работници, ако немаме ние најдобра понуда, дека не можеме и да тераме туризам, дали е елитен, дали масовен, кој како ќе го свати. Меѓутоа, за сето тоа треба најважно да обезбедиме први подобра бизнис клима. Така. Бизнис заедницата е најважниот дел и најважниот партнер на општината и треба да се работи на активности, прво да направиме еден регистар на активности на сите компании кои што се регистрирани од различни дејности пред секој што се регистрирани во нашата општина. Да се отвори една канцеларија за подготовка на техничката документација за стартап бизниси и нови инвестиции. Новите инвестиции и стартап бизниси ќе имаат на располагање еден личен административец од страна на општината, тој е службеник кој ќе асистира во сите административни постапки за завршување на сите процедури во најкраток можен рок. Еве, накратко, ова е концептот кој што ќе оспроведуваме во наредните 4 години. Јас само морам да кажам дека репер треба да не биде 2019, која што е од личен аспект можам да ви потврдам дека беше најдобра убедлива година и треба од некаде да се почне, еве репер нека биде 2019, да пробаме нареднава година, да се надеваме да заврши пандемијата, да пробаме да ги повториме бројките од 2019, после сите заедно, затоа што овде нема политика, овде нема компромис, сите треба да го дајме својот максимум, треба да учиме нормално и од други, меѓутоа искуствата ги преземаме од другите градови кај што имаат успех, од другите држави. Ако сме обединети во овој концепт, сепак ќе успееме, бидејќи имаме една заедничка цел, сепак младите да ги задржиме во овој наш град. Така. Ивановски, изминативе неколку месеци интензивно, можам да кажам слободно дури од почетокот на 2021 година, најактуелно прашање по медиумите, барем, беше, а поврзано со Охрид, беше статусот на УНЕСКО, беа препораките кои што ги добивме од реактивната комисија, па оние седници кои што ги следевме, дали ќе бидеме ставени на листата на
подрачја кои што се во опасност, културни и природни. Сега, локалната самоуправа во нашиот град игра голема улога во спроведувањето на дел од препораките. Тука се отстранување дивоградби, узурпација на крајбрежје. Кој е вашиот став? Има ли тука некој едноставен рецепт или сложена е ситуацијата? А доколку би била толку едноставно, досега ќе го решевме ние тој проблем. Меѓутоа, ние како граѓани на нашиот град и нашата ментална свест, кога излегуваме надвор од ова држава и од овој град, ги спроведуваме сите правила и насоки кои што се предвидени во другите држави и во другите градови. Меѓутоа, кога се работи за кај нас, секогаш гледаме, први го гледаме нажалост личниот интерес, после интересот на граѓаните, на градот, на општеството, на државата. Локалната самоуправа, значи целосно ќе ги спроведува и ги спроведува пораките на УНЕСКО и презема мерки за анулирање на забелешките на комисијата. За таа цел е направен и регистар на бесправни градби и веќе се постапува по основ на истите, со посебен акцент на крајбрежјето и на националниот парк Галичица. Како резултат на тоа, на сесијата која се одржа ова лето, Охрид не го изгуби статусот на град заштитен од УНЕСКО и тука исто така морам да го пофалям нашиот градоначелник Константин Георгиевски, кој што мораше нажалост да донесе многу храбри одлуки за да имаме некаков репер за заштита на УНЕСКО. Така. Ивановски, Охрид си има план за управување со Охридскиот регион, барем кога станува збор за сферата на урбанизмот. Меѓутоа, сите сме сведоци дека досега е направено и самите извештаи од ЮНЕСКО кои ги добивме, направена е штета прилично голема. Тие што се упатени во сферата на урбанизмот, тие знаат за колкава штета станува збор. Може ли нешто да се направи по тоа прашање? И дали сметате дека тие работи во иднина ќе се подобрат? Урбаната деградација на Охрид беше децениски проблем на градот. Неконтролираното градење доведе до непоправливи и негативни урбани решенија, но факт е дека ваквиот тренд во изминативе 2 години е запрен. Дури преземени се конкретни мерки за рушење на дивоградби. Во наредните 4 години тој процес ќе продолжи. Тоа не значи дека градот нема да се развива. Например, проектот... И невозможно е да нема развој на еден град. Ќе пробаме, например, да воведеме еден проект урбана култура, кој локалната планира да го реализира и се однесува на низа инфраструктурни проекти, чија цел е градот да добие едно функционално решение за неговиот пред се најцентрален и најфреквентен дел од градот. Така. Како никогаш досега во ова предизборна кампања сите речиси партии ги туркаат тие така наречени зелени агенди за заштита, прети се за заштита на животната средина и тоа е многу добро. Треба да се согласиме сега сите, мислам ни треба на сите имавме можност во овие неколку месеци да видиме некои временски прилики и неприлики кои што во иднина, барем според експертите, и ќе се зачестат, меѓутоа и имплементацијата на овие идеи и реализацијата и не е толку едноставна работа. И кој е вашиот став и ставот на коалицијата и на вашата партија во врска со заштитата на животната средина, од загадувањето на водите со кои што сме богати овде, до зголемување на онај зелен појас кој што го имаме во градови, кој што систематски со години се намалува? Имате ли конкретен план? Ќе пробам да кажам, бидејќи заштитата на животната средина, тоест најновото екологијата, е најдоминантна тема на овие избори. Така. Популарно наречената, ќе пробаме да направиме една популарно наречена зелена оаза за нашиот град и ќе представиме ние неколку низа на проекти кои ќе се реализираат во наредните 4 години, а ќе морам да започнам да прочитам некој, бидејќи сметам дека е од голема важност. Тука е Студенчишкото блато како парк на природата, заради геолошките и биолошки вредности, пред се присуство на живеалишта и на видови на
национално и европско значење, започната е процедура за носење на закон за прогласување на Стојанчишкото блато. Втора работа е градскиот парк Касарна, каде што ќе креираме, тоа е новата Делбо Радојца Новичич, каде што ќе креираме идејни решенија за уредување и подигрување градски парк, точно таму во комплексот на поранешната касарна. Накратко парк шума кале, тоа е калото во стариот дел на градот, каде шумата во потегот на Охридското кале исто така е голем потенцијал за рекреација на жителите, но и локација која ќе нуди неповторливи прошетки за туристите. Паркот Билјанини извори, кој ќе носи решение за уредување на зелениното и просторот во непосредна близина на Билјанини извори, каде што ќе се изврши соодветно уредување на просторот со нови тревници, цветни насади и ќе биде одмор за рекреација и значително ќе зголеми понудата на туристите. Паркот спортски комплекс уредување на слободниот простор во близина на спортскиот центар Билјанини извори, ново зеленило ќе се постави во центарот на градот на улиците, друштвени паркови треба да се изградат во секоја населка и така натаму и така натаму. Исто тука мора да се спомене нормално и депониите Буково и Маускер, кои што мора да се дислоцираат, меѓутоа знаете тоа. Мора да се најде решение, тука и со централната власт. Не е само проблем локалната, затоа мора да се најде да се изискува посебни активности и заложба пред се на централната власт да се направи една регионална депонија каде што ќе ги реши овие проблеми. Мора да се спомени загадувањето на езерото пред се од водите кои што се вливаат, мора да се направи дислокација на реката Сатеска и враќање во незиното парвично корито. Исто така мора да се направи изградба на 4 пречистителни станици пред се во Трпејца, во Љубаништа, во Лакочере и во Косел, бидејќи имав директна средба во овие изминати 2,5 месеци каде што им е неопходна сета оваа активност. Така. И за самиот крај на умовскиот нашиот разговор, се она што досега го зборувавте, кажува дека целата кампања имате насочена кон подобрување на квалитетот на животот на Охриѓани. Каде се тука младите со оглед на тоа што нашиот град демографски старе, имаме негативен природен прираст веќе години наназад, без разлика која политичка гарнитура доаѓа на власт и си оди од на власт, младите заминуваат и не е само Охрид. Има градови кај кои што уште полошо е ова манифестирано. Што ќе правите да ги задржите младите тука? Јас ќе пробам првен одличен аспект само да кажам на кратко, бидејќи враќањето мое во политиката е токму бидејќи не ми е сатисфакција ни председател, значи стварно наискрено, најчесто, најпоштено во животот, еден денар не сум искористил од државната каса, ниту сум бил еден ден работен во државната, 30 години сум стопанственик, приватник, не очо сум сакал, очо сум морал. Значи ќе кажам само еден пример краток. Значи во 98 сум завршил, прва генерација, не успеа да се вработам, морав да почнеме приватно, бидејќи на пат ни беше токму детето, првото мое машко дете. И кога ќе влезите во тие води, мора да се борите, кога ќе почнете борите, ќе пробате да изнаоѓате и решенија. Во тој контекст, значи се вратив, се со една цел да им укажам на новите првни пред се 2 деца, дека едината мора да градат во Охрид. Така. Затоа што целиот свој живот сме го постоите во Охрид, меѓутоа бидам поконкретен, да не бидам на приватен план и погрешно сватен, ќе кажам дека Охрид, нажалост, демографски старее, природната старост е со негативен презнак и држи неславен рекорд по иселувањето на младите. Така, тие што сте млади останати живеат со пензионерите. На шала се шалиме меѓу нас бизнисмени и луѓе кога ќе сетаме по Охридскиот брег, дека ќе станеме уш малку пензионерски град. Меѓутоа да не се случи. Па добро, не е лошо како Флорида да сме во Америка. Така е. Но по конкретно во поглед на младинските политики, така, и нивната поддршка треба да вложуваме во нашите предсе деца и во нашите млади, бидејќи е тоа вложување во нашата еднина. Најголемиот влог е во подобрување пред се на условите во градинките, училиштата, воспитувањето и образованието на децата се најважните работи во едно општество. Не треба да има
сметам листи на чекање на градинките како што е сега случај, тоест треба да изградиме и нови градинки, треба да станиме град со најдобар стандард во поглед на образование во нашата држава и ние и тоа во изминатиот период го правевме, само ќе споменеме неколку од тие активности кои што ги направи градоначалникот, изградба на нови училишта, на основните училишта Григор Прличев и Братство, Единство училиште, комплетна реконструкција на гимназијата Свети Климент Охридски, проекти за поддршка на дуално образование. Така, во електромашински. Така е во поглед на Костел ОМ и на Магна сега во наредниот период. Проект иницијатива за отварање на нови паралелки во медицинските струки, изградба и реконструкција на нови спортски игралишта во училиштата, изградба на нови детски игралишта, подобрување на условите за исхрана во градинките и училиштата, стипендии за ученици и студенти. Така. И за самиот крај од разговоров сосем накратко, што очекувате? Има уште 2 недели до оваа кампања, барем од првиот круг, што очекувате до крајот на кампањата? Најпрво и на самиот ден на изборите секако. Најпрво очекувам кампањата да помине во фер и демократска атмосфера и покрај пандемијата да граѓаните на Охрид излезат пред се во масовен број и да го одредат правецот во кој што ќе се движи нашиот град. Пред себе ќе имаат избор помеѓу луѓе и личности, исполнети на приватен план и етаблирани во општеството и во нашиот град, професионалци по својата струка. Ние ја нудиме најдобрата кадровска и програмска опција на овие избори, предводени нормално од градоначалникот Константин Георгиевски и Науме Чакар Јовановски како носител на советничката листа и прв меѓу сите еднакви во тие 20. И тројца, градоначалникот кој што го врати Охрид пред се на картата на УНЕСКО и кој што докажа инфраструктурно го возобнови целиот град, Номче Чакар кој што во политикува повторно влегува без никаков багаж, без никаков интерес, кој што целиот свој живот му го должи на овај град, на овие граѓани и се што имам постигнато е благодарение на овие луѓе и најмалку што можам е да го дадам својот максимум за да го спасиме, да ги спасиме пред се младите, да останат да живеат во нашиот град Охрид. Говорев на секој свој настап дека симбиозата меѓу градоначалникот и советничката листа е најважна за можеме да функционираме, да очекуваме граѓаните на 17 октомври да го заокружат бројот 12, со заокружувањето на бројот 12 гласаат за градоначалник за избор во прв круг на 17 октомври, со заокружување на бројот на 12 гласаат за 12 советничи, апсолутно мнозинство во советничките листи и со тоа ќе вратиме и дигнитетот на Советот, ќе го креиме на поинако ниво, бидејќи и мојата замисла беше да вклучиме многу луѓе професионалци етаблирани во самото општество и ќе покажеме, ќе докажеме дека во следните 4 години ќе видиме двигател на сите активности, нема да оди процесот само од градоначалникот, него ќе му видиме буквално во секоја смисла ветер во грб на самиот градоначалник и ние ќе иницираме многу активности бидејќи сметаме дека имаме Вие сте на контакт со граѓаните. Така, и во контакт, меѓутоа ќе пробаме некои замисли наши кои што во овие 2,5 месеци не можев да ги спроведам, јас само можам да кажам дека од страна економските политики ќе го користам советот на деканот на економскиот факултет, кој што ми е личен пријател и дека максимално ќе се вклучи и во кампањата, ќе се вклучи и во наредниот период кога ќе ги оствариме проекти. Така, мене ми останува да ви се заблагодарам за учеството во емисијата Наумовски, да ви посакам успех до самиот крај на кампањата, во низината реализација и секако успех на денот на изборите. Благодарам уште. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Ви посакувам убав остаток на денот. Останете со ТВМ телевизија.